што е уште пожално и трагично, сите ние знаеме колку чини тој рекламен простор по тие дневни вестници, страница 2 што се објавуваат, а сите тие пари се земат од буџетот. Ние пред некој ден слушаме смешни изјави од министерот за финансии, кој кажува демек најодговорно тврди сите тие пари не били од буџетот, него цела кампања се ја финансирала ВМРО ДПМН. И сега ние јавно го прашуваме нека каже од кај се парите на ВМРО ДПМН, од кај има изборниот фонд од 80 милиона марки, што ги имаме податоците. Има застрашувачки фонд од 80 милиона марки за овие избори. И сега со него фактички со тој фонд газат по достоинството на секој човек, со тие ветување на тие фиктивни вработувања. Еве што слушаме денеска, гледаме по градовите по Република Македонија, сакат да наметат една еуфорија дека секој жив ќе се вработи во оваа држава. Но еве и за овој сегмент да им кажеме на граѓаните дека тоа е една најголема измама. Сите тие вработувања кои што сега им се ветуваат, сите тие пари што им се исплаќаат сега не се плати од буџетот, него им се исплаќаат од тој партиски фонд. И на есен која власт да дојде, тие вработувања едноставно нема да бидат валидни. Дури и ВМРО ДПМН пак да победи, што верувам дека нема да се случи, тие вработувања нема да бидат валидни. Едноставно не се проектирани во буџетот. И сега они манипулираат со тоа човечко достоинство. Играат на трагедијата на овој народ. Ние сме свесни дека огромен дел од луѓето се невработени, материјално така слаб им е стандардот. И сега они играат на таа карта. Ги вработуваат, а им ветуваат решенија дека им дадат на есен. Мислам, тие се прочитани финти веќе и мислам дека овој народ нема да наседне. Бидејќи уште еднаш тврдам дека сите тие финансиски средства се покриваат од посебен партиски фонд кој што брои 80 милиона марки. Граѓаните при плаќањето на електричната енергија беа ослободени од каматите ве последно и денеска во врска со становите. Вие ја спомнавте во еден дел од нашиот разговор и црквата. Дали, господине Бачев, сметате дека сакала вашето мислење да го чуем, дали е злоупотреба или не е злоупотреба на актуелната власт овие последни случувања, црквата, Плаушник, потоа прославата на Илинден во Крушево? Што мислите вие за тоа? Така сега, црквата, овој спор што се наметна пред месец-два, власта многу успешно ја сокрива суштината. Сега ние нели на почеток кажав дека ќе видиме како партија Народно движење за Македонија, еден од основните принципи ќе не биде да ја кажеме вистината. Црквата е само сега во накратки црти што можам да кажам, црквата е само еден елемент од тоа сценарио. Што го спомнав дека ако не се променат работиве, крајот на оваа држава се гледа некаде 2005 година. Сега ние гледаме дека власта многу успешно сиот тој револт на народот го насочува према владиката Јован. Сега за гледачите на вашава телевизија да кажам дека тоа најодговорно го тврдам, Јован е само еден обичен играч, кој што сега треба да истрча на теренот, добро да се одигра улогата, затоа не е спорно, има добра материјална сатисфакција, кој што ме обекени, кој што веќе во една странска банка, во една соседна држава, бидејќи таа соседна странска структура и го контролира, игра по тој диктат, а таа иста структура ги контролира и најбитните двајца луѓе во нашата влада. Сега, значи, Јован е само еден играч. Зад него стојат многу покрупни играчи од световната, од политичката власт, кои што се во моментов носители на политички функции. Сега само бидејќи времето не дозволува, јас не можам детално да го образложам целиот случај, само накратко ќе кажам вака. Доколку власта сака да ја каже вистината на граѓаните на Република Македонија, еве го повикуваме тука од прилеп Министерството за внатрешни работи да ги даде на увид на јавност досијата на Јован и на Наум. Наум е тој владиката Струмички, а Јован е овој владиката Белешки. Може би се Звонко и Зоран, така се тие нивни цивилни имиња. Нека ги даде на увид двете досија за овие двајца луѓе. Таму ќе се види целата вистина, кој стои зад овие луѓе и има многу елементи од тоа сценарио што јас го спомнав на почетокот. Јас за среќа имав прилика да ги видам сите тие работи, да ги работев во таа служба и нека ги даде на увид за македонската јавност да ја види правата вистина за тие двајца луѓе. И тврдам дека тоа е само еден елемент од тоа сценарио. Сега ние сите бевме сведоци пред година-две кога власта донесе некој закон за отворање на досијата на граѓаните на Република Македонија и видовме со тие досија всушност фактички тој беше исто така еден спорадичен елемент во тоа сценарио. Со отварањето на тие досија масовно всушност се руши безбедносниот систем. Со отварањето на тие досија, со проведувањето на таа постапка, целата оперативна мрежа падне во раце, целата оперативна мрежа на Дирекцијата за безбедност и контраразнавање падна во раце на Џефери и Натачи, кој што понатаму беше проследена до тие терористички банди кои што го крена тоа востание во Македонија. Значи, кога имаше Министерство за внатрешни работи сега
таква доблест да ги открие сите тие досиеа пред година-две, кога ние имавме прилика во парламентот да гледаме пратеници по 25-6 години деца како мафтат со тие досиеа па изигруваат херои во парламентот. Еве сега нека ги покажи тие две досиеа за македонските граѓани да ја видат целата јавност. И како што спомна, значи црковниот спор не е тоа длабоко црковен спор, него е спор кој што длабоко задира во суштината на опстојувањето на оваа држава. Може наивни се изјавите, го слушаме и лидерот на најголемата опозициона партија Бранко Црвенковски како кажува дека тоа е црковен спор, има да се го реши црквата. Тоа не е црковен спор, него тоа е спор кој што длабоко задира во битието и опстанокот на оваа држава. И ние во периодот што следи пред нас и во овој домен ќе ме кажеме вистината на граѓаните на Република Македонија. И тоа аргументирано со факти и со докази. Господине Баџев, не остана уште малку време за последното ваше обраќање до јавноста и вашите нормални очекувања од следните парламентарни избори. Дали сте оптимист? Видите вака, сега јас во однос на мојот оптимизам не треба воопшто да се сомневам. Бидејќи без разлика што кажав, можеби малку хендикеп ќе не биде што сме партија кој што имаме краток период за наша медиумско представување, али како што кажав, ние сме нон-стоп на теренот, гостуваме по тие локални телевизии и нашата вистина продира до граѓаните. Еве сега гостувавме на локалнава телевизија, наскоро нашата изборна кампања ќе тргне од Прилеп, па преку тие други соодветни медиумски сите тие пропратни пропагандни материјали ќе видиме присутни во Прилеп, во рамките на законот што ги дозволува. А во однос на апелот, мојот апел до граѓаните на вашава телевизија и до граѓаните на Прилеп вечерва што не гледаат, сакам да го искажам преку една констатација. Неспорно еве сега да кажеме, тргнувајќи од вас, неспорно е сигурно дека сте квалитетен новинар. Јас сум човек кој што се занимава и со наука. Кажав, моја потесна специјалност е меѓународно право и меѓународна политика. Неспорно е дека луѓето што вечерва не гледаат се успешни во своите бранши. Без разлика дали се од областа на спортот, културата, науката, политиката. Неспорно е исто така дека луѓето се мощни успешни во обавувањето на своите секојдневни занимања. Но она што сакам вечерва да им го упатам на граѓаните како апел, да им ја кажам, да им ја промовирам таа проста вистина дека без разлика колку сите ние сме успешни и способни, доколку државата се урива, ќе не затропа сите нас со неа. Значи правиме и затоа ги повикувам да не се приклучат, бидејќи правиме еден обид да го спречиме тоа сценарио. Тоа мрачно сценарио на оваа држава кој што кажав треба да добие своја финализација некаде крајот на 2005 година. Не е тајна, ќе кажам дека половината од македонските министри веќе имаат резервни татковини, имаат двојни пасоши и затоа ги повикувам луѓето да не се приклучат, бидејќи кажав каква структура на луѓе ја чинат оваа партија. Единствена идеја што не врзува е да направиме еден обид да го обезбедиме опстанокот на оваа држава. Бидејќи како што кажав, се работи за луѓе кои што успеале во своите бранши, сите имаат убави занимања и воопшто не би требало да се занимаваат со политика доколку не се на дело овие состојби кои што ние ги знаеме. Ги знаеме, поседуваме аргументи, докази и доколку добиеме доверба да практикуваме власт, јас најодговорно тврдам дека сите тие состојби ние ќе ги елиминираме. И на крајот да кажам до граѓаните дека такви се околностите и на овие избори, како што кажав, ќе се решава за судбината на оваа држава. За жал, ние гледаме во сите демократски земји, луѓето, политичките партии единствено се надпреваруваат на економски теми. Се надпреваруваат за пониски даноци, за подобар стандард, за пониски цени, али за жал, за голема жал на нашата држава и на овие избори главна тема ќе биде безбедносната состојба во државата, како да се спаси оваа држава. Жално е кога денеска вие гледате предавници на оваа држава парадираат по Македонија и изигруваат херои. Тоа е една жална слика, една трагична ситуација за оваа држава и неслучајно кажав дека ние еден од нашите врвни принципи на нашето политичко делување ќе биде на граѓаните на оваа држава да им ја кажеме вистината. И да завршам до граѓаните дека во моментов не е битно, не е воопшто битно што Македонија прави за нас. Најбитно во овој момент е што ние ќе направиме за Македонија. И уште едно на крајот кусо прашање, дали очекувате фер избори, дали очекувате инциденти во текот на изборите, манипулации? Ова синтагма што се промовира во јавноста, фер и демократски избори, очигледно за наши услови е мислена именка. Сега гледаме се најавуваат некои сценарија, некои нови војски едно друго, но нашите анализи укажуваат дека изборите како така ќе се одржат. Сега ние сме свесни во тој западни дел, таму не може да очекуваме воопшто регуларни избори, бидејќи како може да очекувате ви избори кога на 1/4 од територијата не може да влезе полиција, а не пак избирачки одбори, без разлика што го гледаме тоа секој вече тоа парадирање на полицијата
тие смешни ситуации таму на безбедносните органи, дури значи овие дилетанти од Министерството за внатрешни работи кои што по партиска линија запознаат високи полициски места, со што всушност се изврши таа кадровска диверзија во Министерството за внатрешни работи. Ги гледаме како дават некои моронски изјави и кажуваат дека се е во ред, полицијата влегува во тие села, нивната безбедност ја штитат калибарните листи. Јас се прашам како може на безбедносен орган на полиција вие да го гарантирате безбедност? Па таа е која треба да ја гарантира безбедност. Само луѓето се толку така нестручни, ги запоседнаа тие места во најклучните, најчувствителните безбедносни сегменти на државата кои што, како што кажав, е извршена диверзија и кој што е комплетно разорен. Али ние се надеваме дека на сето тоа зло ќе му ставиме крај, граѓаните за неколку дена ќе имаат можност да ја видат нашата програма и кажано народски нека ја прочитат ако им се бендиса, да не се приклучат во таа, не е претенциозно да кажам дека се нафативме на мисионерска улога. Дека стварно правиме обид да го спречиме тоа мрачно сценарио кој што е надвиснато на државата. И на крајот само за една информација за граѓаните, тоа ждребање се изврши, нашата кандидатска листа во ова изборна единица ќе биде под број 11. Господине Бачев, јас ви благодарам што бевте мој гостин. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нас, следува Спектарот.